Председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски денеска на покана на градоначалникот Љупчо Папазов престојуваше во неколку часовна посета на Кочани со цел да се увери на лице место во реализацијата на проектите, главно од патната инфраструктура. Најпрво лидерот на најголемата партија во државава ја посети неодамна асфалтираната улица Јордан Зафиров во Белското мало, каде Папазов ги образложи заложбите за подеднакво инвестирање и во периферните делови на градот. Мицковски во придружба на пратеници и домакините ја посетија и улицата Смилевски, Конгреска и новата детска градинка, каде прво градоначалникот Папазов даде изјава за посетата на Мицковски. На улицата на која се наоѓаме работите се завршени и асфалтирана е пред 3 дена. Бевме на посета на улицата Јордан Зафиров, асфалтирана пред 10 дена. Сакам да го спомнам асфалтирањето на потегот од местноста Крушка до Ајдар во должина од околу 800 метри и вредност од 6 милиони и 800 денари, со што овозможуваме пристап на луѓето од Рицко-планинскиот регион до своите објекти и своите имоти. Денес се работи на улицата Маршал Тито во Градовци, после подолг застој се создадени услови да продолжиме со работа и асфалтирањето ќе следи во наредните денови. Сакам да ја промовирам и активноста на препумпната станица со која овозможуваме континуирано водоснабдување на жителите од населбата Трајаново Отрло во вредност од 3 милиона и 700 денари, каде што се во тек работите и да не ги пропуштиме едни од објектите, односно проектите кои се финансирани од буџетот за 2022 година. Тоа е изградбата на булеварот Стево Теодосиевски и изградбата на довршувањето на работите на градскиот парк кој беше затечен во фаза на изградба. Значи се работи за неколку проекти кои носат вредност околу 73 милиони денари, од кои 65 се финансирани од буџетот за 2022 година и овозможуваат услови за граѓаните да ги користат бенефитите од реализираните проекти. Потоа Мицковски го искажа задоволството од динамиката и ангажираноста на локалната власт во Кочани околу реализацијата на проектите од интерес за граѓаните и за инвестираните средства од општинскиот буџет. Ме радува фактот што на локално ниво тоа што беше ветено се испорачува. Самиот градоначалник слушнавте кажа дека повеќе од милион евра или 65 милиони денари се вложени пари во проекти во 2022 година од сопствени средства, што овие услови на ваква енергетска и економска криза наистина представува огромен подвиг. И јас ја користам ова прилика и на него да му честитам и на тимот кој што работи со него, а реализацијата на проекти е околу 72 милиони денари, значи 1.200.000 евра се практично нови проекти одека во општина Кочани. Мицковски го посети булеварот Стево Теодосиевски како една од најзначајните инвестиции во централното градско подрачје, во кое се решава голем сообраќаен проблем со фреквенцијата на возила и пешаци.